Почитувани, кога ги поднесов овие амандмани, најпрви тргнав од децата без родители, бидејќи истите не беа опфатени од сите 4 сета на мерки и социјалната категорија самохрани родители. И не знаејќи како ќе бидат распоредени овие амандмани, да не се повторуваме, само ќе образложам аргументи во врска со тоа на што се темели причината за овој еден ваков амандман. Доколку се одбиени претходните амандмани, јас очекував дека истите ќе бидат одбиени, затоа и намерно сакав да на еден овој начин ви алармирам и да стигне гласот на граѓаните до вас и да можете за истите да преземете одредени мерки, бидејќи сите сме тука токму поради таа причина. За граѓаните на Република Македонија, односно за оние на кои што најмногу им е потребно. Значи, во овој амандман ги опфаќам повторно децата без родители. Во оваа категорија реков дека не е опфатена ниту една мерка, меѓутоа во времето на ВМРО-ДПМН на оваа категорија за прв пат им се овозможи користење на социјален стан под услови поразлични од другите. Им беа дадени станови на користење целосно опремени со буквално апарати за домаќинството, со спална, кујна, купатила, фрижидери, телевизори, значи сето она што е неопходно за едно нормално домување. Од моментот кога тие повеќе нема да се школуваат, нема да бидат згрижени во згрижувачки семејства или домови или институции, истите ќе можат да продолжат да формираат еден свој сопствен живот во стан, односно своје катче, за кое што ќе си плаќаат одредена кирија, која што е навистина повластена и која што е навистина најниска и затоа и истата можат да ја плаќаат. Ова кирија, која што е најниска, според методологијата за изработување на висина на закупнина, не изнесува повеќе од 1500 денари. Но ако во претходните сета на мерки овозможивме мерки за другите социјално загрозени категории, зошто тоа да не го направиме и дополнително со децата без родители, кои што се над 26 годишна возраст. Затоа што со следниот амандман и последен за денес од мене, предвидувам да бидат опфатени околу 1000 деца кои што се деца без родителска грижа, кои што се до 26 години. Односно се уште кога се во одредена институција, здружувачко семејство и така натаму. Сега со оваа мерка е мерка како продолжување да не бидат заборавени оние кои што се веќе вон институциите и кои што веќе имаат своји станови, односно социјални станови под кирија и се над 26 години. Значи предложив оваа мерка да биде прифатена, затоа што на исти начин како и со социјалните станови, истото е неопходно, посебно во вакви ковид услови, односно за оваа категорија за кое што не сте помислиле, ние сме тука да ве подсетиме и да ги опфатите со социјалните мерки. Тоа не се повеќе од 1000 такви лица и средствата бараме да бидат префрлени на сметката на акционерското друштво, кои што ќе бидат наменети за изградба на други такви станови во кои што ќе живеат други категории на социјални лица. Во услови на ковид криза навистина е битно да докажете дека ребалансот кој е пред нас е навистина наменет за тоа што вие цело време тврдите дека е. И уште нешто да додадам, затоа што колегата Панчо Минов веќе елаборираше одредени аргументи кои што не се баш така. Не сакав да ја оплеменувам, односно да ја обременувам самата расправа. Акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор е акционерско друштво кое што има акции во сопственост на државата. Значи сите инвестиции и сите видови на финансирање се прават директно од страна на владата, односно од буџетот на владата и има определен дел на самофинансирачки активности, меѓутоа тие самофинансирачки активности се навистина мали затоа што приходите не се така големи. Ви благодарам.